Почитувани гости, почитувани пријатели на спортот, влюбеници во пинг-понгот, представници на локалната самоуправа и на мас медиумите, добро вечер и добродојдовте на промоцијата на монографијата со наслов Мал спорт голем клуб, посветена на пинг-понгарскиот клуб Струмица по повод 40 годишното постоење. Ве поздравувам во името на домаќинот и организатор на овој настан пинг-понгарскиот клуб Струмица. Од мојата лева страна е вршителот на должноста председател на клубот Владимир Баректаров. Од мојата десна страна е тренерот Кире Велков. Нова промоција заедно ќе ви представиме ова монографија, ќе ве запознаеме во кратки црти со нејзината содржина, а по завршувањето на ова презентација секој од вас ќе добие бесплатен примерок од неа. Пред да почнеме, во името на домаќинот ќе ве поздрави и тренерот Кире Велков. Добро вечер и добродојде на сите кои сме во салата, на сите кои имат дадено голем допринос пинг-понгот во Струмица да обстојува од основањето па до денес. Тоа го посакувам и да продолжи понатаму уште за 40 години и на 80 да се собереме. Чест ми е во присутните кога ги гледам во голем број, тука ги гледам првите играчи на пинг-понгарскиот клуб, основачи, првиот тренер, љубители. Посебно ми е драго што во салата имаме и гости од екипата на младост од Прилеп, господинот Зоран Јовановски Тарзан, легенда на пинг-понго во Прилеп и Македонија, и мој драг тренер колега и Блаже од тренерот од пинг-понгарскиот клуб Кавадарци. На жалост, гледам екипата од Брегалница најавија дека ќе бидат присутни, меѓутоа не се стигнати. И меѓу друго сакам да кажам дека на ова монографија беа поканети и луѓето од Скопје, од Македонски олимписки комитет, од агенцијата, меѓутоа сите се јавија дека не можат да бидат присутни и јас ги поздравам и нив. Уште еднаш добродојде и да продолжиме понатаму со Во почетокот би сакал да ве запознам со ова монографија и поводот за нејзиното издавање. Ова книга е монографија со фактографија по повод 40 годишниот јубилеј на Струмичкиот пинг-понгарски клуб, таа воедно е историја и хронологија на пинг-понгот во Струмица во текот на изминатите 6-7 децении. Во неја со зборови бројки со факти, фотографии и други документи е представено раѓањето и развојот на овој спорт на овие простори. Опфатени се сеќавањата на некои од поранешните играчи кои не враќаат во минатото за да не потсетат на почетоците на првиот и единствен во овој период Струмички пинг-понгарски клуб. Богатата сочувана датотека присутна во оваа книга ќе не потсети на мечевите и пласманите на клубот, но и на сите досегашни струмички пинг-понгари и на нивните успеси, резултати, победи и порази. 40 години потоа со право можеме да констатираме дека најголема заслуга за афирмација и популаризација на пинг-понгот во Струмица има пинг-понгарскиот клуб 5 ноември од нашиот град, клуб кој во текот на своето постоење неколку пати го менувал своето име. Овој клуб, а со тоа и овој спорт, во организирана форма пред 2 години во 2014 година го прославија својот 40 годишен јубилеј. Иако на овие простори досега во спортското минато одбојката е најуспешна, а фудбалот најпопуларен спорт, сепак не постои некој кој во себе не носи спортски надпреварувачки дух, а да не бил инфициран од вирусот наречен пинг-понг. Надпреварувањето во организирана форма датира од 70-тите години на минатиот век, додека пак постојат сведоштва дека овој спорт во нашиот град се играл и порано од споменатиот период. Во 2014 година пинг-понгарскиот клуб 5 ноември и воопшто пинг-понгот во Струмица заеднички го прославија својот 40 годишен јубилеј. Имено тоа е така бидејќи појавата на пинг-понгот во Струмица е директно поврзана со организираното играње на овој спорт и основањето на споменатиот пинг-понгарски клуб. Токму затоа можеби ова книга можеше да го добие името и Струмички пинг-понг, знак на еднаквост, пинг-понгарски клуб Струмица, бидејќи веќе чувте дека станува збор за нивно поистоветување. Зошто еден ваков наслов Мал спорт голем клуб? Можеби насловот звучи како класика, ама
Во консултација со представниците на пинг-понгарскиот клуб Струмица е прифатен како соодветен, а и сосем одговара на реалноста поврзана со овој клуб, а еве и зошто. Општо познато е дека голем или мал спорт е условно земена поделба на спортот во однос на публицитетот, парите, посетеноста, што ги има кај одредени спортови, односно обратно пропорционално пак што ги нема кај некои други. Така во светски рамки на едната страна е пред се фудбалот, речиси сите знаеме се за Роналдо и Меси, од друга страна во конкретниот случај пинг-понгот, веројатно ретко кој слушна за Малонг, Фен Жендонг или Димитрој Овчаров, Тим Бол, најдобрите светски, најдобрите европски пинг-понгари. Ситуацијата не е ништо поинаква кај нас, ретко кој чул за Станујковски или Стаменковски. Секој чест на исклучоците, ама не големо внимание и простор во електронските и печатените медиуми добиваат токму фудбалерите, за разлика од пинг-понгарите кои се спомнуваат само тогаш кој ќе постигнат некој успех. Во еден така наречен мал спорт, според резултатите што ги има постигнато, овој пинг-понгарски колектив во својата 40 годишна историја има потполно заслужено право да го добие епитетот голем клуб. Имено ретко кој друг струмички клуб може да се пофали со толков број освоени први места во поединечна и екипна конкуренција во сите возрастни категории, особено во младинските, како што тоа го има направено екипата на Струмица во текот на своите 4 децениско постоење. Конкретно за успесите малку подоцна во текот на оваа промоција. Да почнеме малку и да навлеземе во историјата на клубот. На основачкото собрание кој се одржа на 16 декември 1974 година во просториите на Совка Струмица е основан пинг-понгарскиот клуб 5 ноември. Во почетокот клубот се надпреваруваше во зонска конкуренција, а само по 2 сезони минати таму, веќе на квалификацијскиот турнир во Дебар, во 1976 година успеа да стане член на првата македонска лига. Првата пинг-понгарска генерација, онаа играчка гарнитура која со своите резултати му обезбеди пласма на струмичкиот клуб во најквалитетната македонска лига, сочинуваа Никола Ивановски, Живко Голубовски, Симеон Трајков, Митко Киров и Ристо Манастиров. Во тој почетен период постоеше само мачка екипа, но поради зголемениот интерес од страна на женската популација 5 години потоа, во 1981 година, во рамките на клубот беше формирана и женска екипа. Меѓу првите пинг-понгарки се спомнуваат Софија Стојкова, Билјана Ристова, Славица Клянкова, Валентина Годева, Никица Годева, Марија Јованова и други. Инаку во тој период и мачката и женската екипа членуваа во првата македонска лига. Своите моменти на слава струмичкиот клуб ги достигнува во 1984 година под името Струмица Југотекс, кога мачката екипа се закитува со титулата екипен шампион на Република Македонија и 2 години подоцна во 1988 кога истото успева и на женската екипа, која потоа истата година учествуваше на сојузното првенство на СФРЈ, а наредната година и во квалификациите за влегување во втората сојузна пинг-понгарска лига. Во пионерска конкуренција женската екипа на Струмица во 2000 година учествуваше на Европското клубско првенство во Братислава, Словачка. Во поединечна конкуренција струмичките пинг-понгари исто така постигнуваат успешни резултати вредни за спомнување. Така во 1978 година Ѓорги Ѓотев беше на подготовки со јуниорската репрезентација на Југославија во 1985 година. Горан Тошев беше повикан да игра за младинската селекција на Македонија во 1989 година. Татјана Атанасова ја освои титулата републички шампион во пионерска, младинска и сениорска конкуренција. А Петар Митков пак беше државен шампион во пионерска и во младинска конкуренција од 2000 до 2004 година. Потврда за успехот на струмичкиот пинг-понг и учеството на нашите најдобри пинг-понгари и пинг-понгарки на неколку значени балкански, европски и светски пинг-понгарски настани. Како што веќе рековме, иако пинг-понгот се смета за еден од малите спортови, сепак во случај со нашиот клуб, овој спортски колектив е голем поради големиот број успешни настапи, особено во пионерска конкуренција и постигнатиот успех со неговото надпреварување и на меѓународно ниво. Го нарекуваат со разни епитети синоним за струмичкиот пинг-понг, алфа и омега на пинг-понгарскиот клуб Струмица, неуморен борец и така натаму. Погодувате станува збор за тренерот на пинг-понгарскиот клуб Струмица Кире Велков. Господин Велков, која ќе ги погледнете овие изминати 40 години од основањето на пинг-понгарскиот клуб Струмица, дали би можеле да ги соберете во неколку минути?
Многу тешко прашање за неколку минути. Кај ќе собереме 40 години? Во прашање се две екипи, машка и женска, по 40 години. Јас имам понатаму ќе сакам едно кратко излагање, моје видување, бидејќи не смеам да изоставам некој кој се заслужи за тие 40 години кои се допринеле за пинг-понгот во Струмица. Иначе во почетокот толку понатаму, ако ми дозволите, имам јас малце едно свое видување. Поведете. Да продолжам? Да. Прво, чест и задоволство ми е да ве поздравам сите. Моето излагање ќе се состои во 4 дела. Првиот дел ќе биде од 1974 од основањето па до 1984 година. Меѓутоа, пред да почнам со излагањето, сакам да оддадеме почит на нашиот прв председател, основач на пинг-понгарскиот клуб Струмица на 5 ноември, господинот Бранко Каракашев, и на играчот од првата екипа Иван Терзиев. Ке ве молам со едноминутно молчење да им дадеме. Слава им. Поздрав до господинот Драги Јанев, до финансискиот поддржано монографијата од општина Струмица и градоначалникот. Морам во почетокот да ги поздравам и дизајнерот на компјутерска обработка Никола Новиски, лекторот Васка Кирова, а најмногу заслуга за книгата има господинот Драги Јанев. Со него доста време работиме, меѓутоа на крајот резултатот излезе. Ние чекаме 2 години, викаме ајде не стигнат 3 години да пееме, успејаме да стасаме. Понатаму, да не се повторувам, првите успеси веќе беа наведени во монографијата, во излагањето. Понатаму поздрав до сите екипи и мажи и жени. Првите успеси на 5 ноември, влегувањето во прва лига, да не се повторуваме. Успесите на отворени градски првенства. За поздравување е првиот тренер на 5 ноември, Никола Ивановски, кој 77 година ја заврши тренерската школа во Бадија. Второ за одбележување е меѓународниот турнир во Струмица што се одржа. Следува гостувањето во Полска. Телеграфски, јас да малку побрзо да одеме. Тоа се одвиваше, тие успеси се одвива некаде до 81-2 година, каде пинг-понгарскиот клуб 5 ноември го менува името во СТК Југотекс. Спонзор, поздрав до Југотекс, до директорот и вработените. Во тоа време се набави нова опрема за двете екипи и 81 година почна Лигата за жени. Во состав, веќе беше спомнан, 83 година бев и јас со одлука на управата и желбата на нашиот прв председател во клубот да работат стручни лица, бев испратен на тренерска школа во Бадија, каде јас и со Никола заедно успешно ја завршивме. 85 година следуваат припреми во Дојран. 84 година првиот екипен успех на СТК Југотекс. Морам това да го спомнам, бидејќи на ова државно првенство што се одржа во Кочани беше во многу голема конкуренција, имаше екипи од Работнички, Куманово, Тетово. Меѓутоа нашата екипа во состав Тошев Горан, Ристо Танушев, Југовски Горан и Лямо Спасов со редовните тренинзи 83 година ќе влезевме во салата Маршал Тито Горан, се сеќава од 5 саато, па негде до 12 саато. Бевме аутсайдери на тоа првенство.
Горан го гледам се смешка, а по пато имахме една незгода. Беше януари, снег, цел пат покриен и некъде на Радовиш тамо почна колата да ни клизе. И спашиме се како ќе стигнеме. Стигнаме со закъснување, ама за наша среќа освоиме прво место. И Горан Тошев играше во извонредна конкуренција. Сите натпревари ги добија се по 2-0. И тај успех после продолжи екипата да се натпреварува на државно првенство во Осијек, каде ги водеше постариот играч на 5 ноември Георги Поцков, бидејќи јас бев отсутен на Европско првенство во Москва. Понатаму, 84 до 88 година, доваѓа до нова генерација од женската екипа. Тука е Јованова Марија, Валентина Терзиева, Зуле Печкова, Ани Димболова и многу други. Додека во машката конкуренција, тука беа Владо Байрактаров, Радко Макенџиев, Мите Велков, моето дете сино, тие играа некаде 4 години до 88 година, после средна школа увлечија се. 89 година доваѓа до измена на името на пинг-понгарскиот клуб. Доваѓа Технопласт како спонзор, благодарност на Живко Голубовски, кој во тоа време изрази желба да ги спонзорира и двете екипи, и доваѓа до смена на генерациите. Тука веќе 89 година почнуваат Атанасова Татјана, Атанасова Катерина, Ѓорѓева Македонка и од машките после ќе ги спомнам. Значи, првите места почна од пионерки Атанасова Татјана, освојуваше прво место пионерки, младинки, до 94 година. Од 94 до 98 отиде во друг клуб во Гранит Скопје, додека Катерина Атанасова продолжи и понатаму да се натпреварува во нашиот клуб. 88 година доваѓаме до втор екипен успех во Струга на државно првенство. Од екипата на младинките Маја Јованова, Валентина Терзиева, Зуле Печкова, Македонка Ѓорѓева освојаат прво место. Со тоа стекнавме право да учествуваме на државно првенство во Лесковац. 89 година имаше квалификации за влегување во втора сојузна лига. Прв пат женската екипа да има шанса да се натпреварува во втора сојузна лига. Меѓутоа местото беше Приштина. Приштина во тоа време бриеше. И Валентина и Маја не дојде, останаваме Стојкова Софија, Македонка Ѓорѓева, изледовме појачење од Брегалница Штип Наташа и таму успеавме да избориме второ место во групата и да стекнеме право да се натпревараме во втора лига. Меѓутоа пак од финансиски причини пинг-понг не успеа да оде во сојузна лига. 88 година доваѓа до преселување на екипата на ППК Струмица во спортска сала Парк. Тука веќе почнуваат малце проблемите, меѓутоа до 94 година имавме една криза, ќе се биде или нема да се биде клубот да обстои. Меѓутоа за среќа, кога Господ сака да помогне, помага, се јави за спонзор Иле Андоновски Рамбо со својот ресторант Лион. Екипата го носеше насловот СТК Лион и успеавме во квалификациите во Велес и во Скопје со Вардар во финалето да ги добиеме со 5-4 за да влеземе од втора во Суперлигата. За одбележување е последниот надпревар каде Ване Атанасов играше 9-та партија со Ничота и ќе биде или нема да биде на 19-19, јас се стегам, гледам го Ване, после го прашам, викам како успеа? И јас вика, не знам, сервирам таму и успеаваме, а беше изненадување да го победаш Вардар. И некако влеземе па у Суперлигата, арнома срекаваме или викат за таа година спонзорството завршува, од мене толку.
Арно, за среќа, во спортската сала случајно наидува Васил Пандев, Биро Пандев, и пак ќе кажам, кога Господ сака да помогне, ќе помогне. И тука се остварува контактот доброволно да финансира Пандев. Кога успеавме да дојдеме до собствена сала, со опрема и со добро спонзорство, во тоа време СТК Фунаи го носеше името, имавме појачење од Брегалница Штип Ване Барбареев и едно појачување прв пат од Бугарија, Георги Георгиев. Меѓутоа завршивме на 4-то место и понатаму екипата остана во лигата. Понатаму за одбележување 97 година завршува спонзорството на Пандев, меѓутоа се јавува нов спонзор, Жито Струмица. Жито Струмица се прифаќа да биде спонзор и за мене едно голема чест и задоволство ми беше да соработувам со господинот директор на Жито Струмица Милдраг Банов и ми вика: добро би Кире, како да прифатам, како да не те прифатам кога си толку упорен за да не те спонзорирам. Тие зборови не можем да ги заборавам, затоа што во тоа време беа ми у управата Милдраг Панов, Тони Манавски, Георги од Телекомом и кој беше Панче Ивановски од ДОС, една јака управа. И кога се состанаме на еден состанок, гледам ги сите, и ја ќе викам, ние има појака управа од Беласица, викам, ще оправаме сега. И после сакам да дадам едно значење од 97 година. Тие се зборовите на господинот директор на Жито Струмица. Ми вика: Кире, ќе се надпреваруваме, ама сакам да направиме нов упис, нови деца. Зошто бе директор? Со туги перија не икеме да се китеме. Тие се неговите зборови, ги памнам. Од Ване Барбареев, Штив тај од Бугарија, у идеја се, ние па останаме со тие. И почна упис на новата генерација. Новата генерација може да спомнам од 97 година, а Пепи прв ми се смее. Пепи доаѓа на 7 години да почне пинг-понг да игра. До неја е Ани Ивановска, после е Верица, не недостасува Атанасова Антонија, ја поздравувам, она е во Америка, стигна поздрав од неја и јас се поздравувам преку татко. И сега, таа генерација со собствена сала, у спортската сала, пренаменена од Пандев, и со желба за работа и со љубов према спортот, према децата, почнаа да се редат успеси. Арнома во тоа време, со одлука на новата управа, на председателот на клубот не беше на Телеком Георги, директорот, прифатиме го Ангел Калчев, тренерот на бугарската репрезентација, цела година да тренира со нас. И понатаму, не жалевме средства и успеси у екипата да направиме еден играч дефанзивец. Под нас е паричката у Ани Ивановска. У почетокот не сакаше. Чичкири и јас сакам да сам напагач. А Ангел ми вика: обаче, вика, това момиче, вика, само за дефанзивец. Оно појако ќе издржи. И почна и успесите ги заслужува и епитетите со 2 светски првенства, ај после ќе кажем. Понатаму, 97 година се организира припреми во Крушево. Трошковите за припремите во Крушево ги сносеше Жито Струмица. Още еднаш благодарам до него. Таму бевме со господинот Зоран Тарзан, наш познат во Македонија во пинг-понго, и после тие успеси, още нешто ќе ви кажам, Пепи ми се смее, пред да тргнем, он 7 години и иде мајка му ми вика: Кире, как да го пуштам Пепи, прв пат ќе спијам без него вечерта. А оно толку, и Драги Јанев, на Драги Денис се викаше Јанев. И двете деца ги фатих за рака, цела вечер јас дежурам со нив, едното крска зави, другото се открива, јас не може да спијам, викам, и тие прилепчани одат со колите да окрушило у салата,
Јас ги фатам децата за рака пешки до таа, назад. Арнова, тај успех, тоа жртвување вроди со плод. Децата беа стварно и женската и башката екипа само за пинг-понг створени. Арнома Чичкире почна од родителите да добива критика. Абе, што да правиш, вика, ти децата сабота и неделја не може да ги ведеме дома. До кога ќе е тоа? Ако сакаме да спортуваме, мора да се работи. Понатаму, това е 2000 година. Прво европско првенство. Сега морам да ги пофалам и на децата родителите. Ако не беа они да финансират, да помогнат, ние ќе не можеме да одеме на европско првенство во Братислава. И таму имам два моменти. Први момент играме со екипата на Грција. Они до нас и у првата постава пуштам ја Ани да игра. Ани дефанзивец, а тие од личката екипа слабо играат против дефанзивци. И Ани победи, и 1-0 победи. Тај тренер на Грција почна да вика, да писка по девојчињата. И после Антонија и Верица изгубиме 3-1, ама првата победиме. После во групата имаме една победа со Финска и таа ни беше прва победа на европско првенство со екипата на Финска. 2000 година, веќе 2000 година доваѓа до промени во управата. Доваѓа нов председател. Нов председател е Митко Киров, поранешен играч на првата екипа на 5 ноември, познатиот доктор, тука сите го знаеме, и со негова помош исто така се постигна добри успеси. 2001 година дојде смена на председателите, наместо доктор дојде Маре Кирова. Прв пат во екипата да има жена председател. И со неја поминах најубаво. Коварно, од почетокот сум имал јас жена председател на клубот, сите проблеми ми решавам. За превоз нема проблем, турнири во Бугарија нема проблем, турнири во Нови Сад нема проблем, секаде учествуваме. И резултатите почнаат да доаѓаат. Понатаму второ европско првенство у Терни, Италија. Тука беа Пепи, Ани, Верица, исто тука и родителите пак учествуваа, бидејќи средства од федерацијата многу малку. Меѓутоа, родителите се жртва за децата и така понатаму. Понатаму идат многу балканијади, да не ги бројам, 5 на тие балканијади имаме и успех. Само ќе ви кажам еден момент. Верица и Пепи играт мешани парове со екипата на Турција. Турција води еден тренер Инес. И кога ќе се сретнеме со нив, се ние губаме. Губаме и тај нема обрак ич внимание да се поздраваме после победата. И од двојки Верица и Пепи победуваат ги на турчијата и после стана тај кинезот гледаме, дојде онда бе, ајде ти викаме една честити се, јас и казувам честити. И после на другите балканијади веќе ме запамна. И понатаму запамнаме и тренерот на Грција, на европското првенство во Нови Сад и ми иде вика, ајде да направиме меѓу среда меѓу Грција и Македонија. Што така? Јас не го разбирам, викнаќе Ани, она англиски, разбира се, сакале да дојде тука, викам, добре дојде ли? А во това време Грција и Македонија никакви контакти немам. Викам, как се тај издржал? И стапиме у контакт, дојдеа двајца, донесеа ми метаксас узо, седнаме во спортската сала. Јас се викнах Катина, мојата комшика, знае грчки, преведени, и ќе дојдат, договориме се термин, дека сакате да спиете есперанто или ова, како се вика, или Сириус. И Арнома ќе останат тука, викам, дека едно сам панорочок. И јавувам се Павло Жицо Трубица кај директор, абе директорик има гости од Грција, носи и кира од терминалот, вика таму малку по-отмен. И така. Арнома после една недела се јавуват, не смејало да се одржуват, они се репрезентација на северниот дел на Грција, кој стапил, а договориме термини, да одиграме се. После се вика не може да дојдеме, имаме други планове и така. И това заврши. Сега, понатаму, ако продолжам сите успеси да ги редам, само ќе спомнам момент, господи, кажуваш, биди страплив малку.
Морам да го споменам соработката со тренерот од Прилеп и со тренерот од Блаже Кавадарца. Они се тука, сакам да ја поздравам. Нашиот успех се засниваше на соработката. Тарзан ќе дојде со младинската екипа репрезентација во Струмица на припреви, ние одеме во Прилеп, Блаже ќе дојде, значи сите европски првенства и Балкарија да ги поминаме ние тројцата заедно, а последното ни беше дека у Крива Паланка на европско така. А тука ни беше Госи Шурбек, а јас со Шурбек 83 година ми беше демонстратор, генерација, се знаеме така. И тие се успесите. А може уште нешто да повторам. Ајде свирачите, нека се чекат. А Штипјане, гостите од Штип, добро дојде, јас да ја викам, тебе нема. Тико, ајде! Трајче, чим стигна, морам да те најавам. Ти си легендата на пинг-понг во Македонија. Ти си најпинг-понгарска фамилија. Таткото, синот, другиот син и внукот. Трајче е првиот играч што ми помогна да влеземе у лигата. Земаме го појачење од Штип. И првиот успех е со него. После јас на 2 пати го викав да тренира со Ани, он е класичен дефанзивец, а и Кире гледам с него и он е дефанзивец. И он доаѓаше во Струмица, само и само Ани да стане добар играч во дефанзивец. И од тоа успејаме. А Ване го спомнах, оти беше појачење 96 година во Струмица Фунаје со Пандев и поминаме умово. Мислам, оти соработката продолжи. И јас ви посакам, добро дојде и ќе видите гости број 1. Со Штипјане ние на другите спортове се леќеме, ама во пинг-понг се много сакаме. Да продолжим со Пепи само. Пепи 2004 година стана олимпијски кандидат. Беше пионерски првак, младински првак и со Топурковски на еден државно првенство во Паланка. Му кажувам тие резултати, па вика, зошто не подесаш да добие стипендија? Ајде, направи јас план, програма. Пепи е прв стипендијант на Македонија во пинг-понг. Арно, јас имам борска секој месец, не знам колку тренинзи да убавам, сите резултати, да давам извештај, а на него на сметката во комерцијална банка му стигнува пари. Така ли беше Пепи? Арно, на турниро во Бугарија, носам го у Варна, маленко беше, морах да вадам од полицијата дозвола. И он негде дојде до финале, до полуфинале и на паузата излева мокотнико со верни тренерите на Бугарија. А вика, момчето, вика, сите ки не бие. А не ме знаат јас кој сум. Едино, вика, дојде до финале од Петко изгуби, така ли беше? А Петко не оде на школа, само пинг-понг се вади и вечер игра. А наш Пепи веќе доктор заврши, одличен ученик. А Рома веде го тренер од Младост Софија и ми вика, ако може да ми го пушташ, вика, Пепи да игра за моите екипа, викам, за какво? Ако биеме, вика, први или втори, ќе добиеме точки од федерација, значи пари ќе добиеме, точки ние. И се Пепи се регистрира прв играч од Македонија да оде од Македонија да оде да игра во Бугарија, во Младост Софија, ама морах да одам стално јас со него. Така. И се Пепи ми како мојот дете порасна со мене, уште нешто ќе каже. Одеме дома, срекава се Пепи со татко му иде од вежба војно лице и почнал дома татото, почнал да му вика чичкири. А тоа не сум ја чичкири, јас сум татко ти. Значи, спомени имаме многу. Заборавих да спомнам. Со Катерина Атанасова, 95 година, на државно првенство во Штип, немаме пари. Една земјоделска задруга во Беканик ни даде кола, не дојде. И стуваме со Катерина, што ќе правиме сега? Чичкири вика, ќе имаме на автобуска, автостоп. Автостоп со едно такси однесене до Штип, уидееме тамо, беше почнал турнирот, испокараме се, ништо не завршиме и со Катерина се гледаме, а немаме пари, дадеме и на таксисто, имаме 50 динара, купиме со чуглет, тргнаме си пешки да се враќаме. Качине една кола, друга кола, дојдеме си дома 5-6 сати и викам на жената така и така. Па кои се тие родители, вика, што ти пушти деца на така добро? А што да правиме? Желбата беше голема за да се игра.
Има многу спомени, да не должам у програмата, јас малце ќе проштаваш, драги. Време да прекратам, добро. Нека проштава првите генерации, ако съм забравил некој да ги спомнам, ама доста времето ограничу, ќе дојдат свирачите после. Му благодариме на тренерот Кире Велков за исцрпното излагање, сеќавање на сите оние 40 години, полно со анекдоти. Да ви ја представам содржината на монографијата. Од неја ќе добиете сите примерок. Значи, во неја се упатени биографија на играчи, тренери, председатели и спонзори на клубот. Се оно што е значено за нив е поврзано со пинг-понгарскиот клуб Струмица. Така, во неја свој простор има добино првиот председател на клубот Бранко Каракашев, првиот тренер и играч Никола Ивановски, тренерот Кире Велков, Живко Голубовски, кој се јава во сите улоги како основач, играч, тренер и спонзор на клубот. Потоа играчките големини, легендите на пинг-понгот кај нас, пинг-понгарите Ѓорги Ѓотев, Ѓорги Поцков, Петар Митков, Горан Тошев, Ристо Танушев, Иван Атанасов и други. Како и големите пинг-понгарски имења во женска конкуренција Софија Стојкова, Билјана Ристова, Марија Јованова, Валентина Терзиева, Македонка Ѓорѓева, Зуле Печкова, Татјана Атанасова, Катерина Атанасова, Антонија Атанасова, Ани Ивановска, Верица Манавска, Стојне Делева, Слободанка Михайловиќ, Олимпија Христова Заевска, Елена Стојанова и други. Вметнати се и биографиите на играчките за силување од Штип. Трајче неговиот син Ване Барбареев, кој со своите резултати придонели кон успесите на клубот. Во монографијата се и биографиите на првата жена председател на клубот Марија Кирова, како и на некои други личности кои менаџирале со клубот, како Ѓорги Велков, во текот на чиј мандат Струмица домаќин и организатор на државното првенство во пинг-понг во 1998 година. Митко Киров, кој освен што бил председател уште како средношколец е победник на првото отворено градско првенство на Струмица во 1973 година. Илија Андоновски Рамбо како играч и спонзор на клубот. Посебен дел му е посветен и на спонзорот Биро Пандев, со чија заслуга за прв пат пинг-понгарскиот клуб Струмица добива уредена собствена сала за пинг-понг во рамките на спортската сала Парк. Како и на Жито Струмица спонзор кој одиграл мощна важна улога во консолидација и стабилизација на клубот, во создавање собствен играчки кадар, за што бил ангажиран и познатиот бугарски тренер Ангел Калчев, чија спортска биографија исто така е составен дел од оваа монографија, како и на Зоран Јовановски Тарзан. Во неја е листа со сите председатели на клубот, членови на управниот одбор и помагатели, како и на сите регистрирани играчи. Актуелен вршител на должноста председател на клубот, на пинг-понгарскиот клуб Струмица е господинот Владимир Барјактаров. Каква е сегашна ситуација во клубот во однос на организацијата, финансиите, условите за тренинг, ќе чуете токму од него. Добро вечер и од мене. Јас пробав да се спремам малце за овој настан и не можев да најдам доволно зборови во овие изминати 40 години со толку председатели и толку успеси, да најдам зборови да кажам каква чест и задоволство е сега баш на мене да ми се падне јас да сум тука ВД председател, да можам да се јавам во дел на изработката на ова монографија. Како одат работите? Тешко. Најблаго кажано, ако не е господин Велков, Чичо Кире, тешко дека клубот ќе продолжи да обстојува како што треба. И ако искрено сите се надеваме од и после 40 години на 80 годишнината од монографијата што ќе се издаде, ќе сме тука. Ова би го сакал да кажам само да го зазвучи како еден крик, барање до сите кои што учествуваат или се надеваме ќе учествуваат да помогнат оти ситуацијата и општо во државата, а и во клубот посебно е сложена и има потреба не само од финансиски, туку можеби и од морална поддршка за да продолжиме понатаму. Многу малку клубови во градот, можеби неколку во државата може да се пофалат со 40 годишно искуство. Од маркетиншки аспект гледано, тоа би било своевиден безценет бренд 40 години. Ајде да се потрудиме сите заедно да овие 40 станат 80, како што кажав.
Благодарам од мене толку. Кое е значењето на оваа монографија? По спортските монографии од фудбалот и одбојката, Струмичката спортска библиотека е побогата и со едно вакво пишано издание посветено на пинг-понгот, а повод за тоа е 40 годишниот юбилеј на пинг-понгарскиот клуб Струмица. По 2 годишно пролагирање поради некои причини поврзани со собирање, селектирање и средување сиот собран материјал, како и некои проблеми од финансиска природа, најпоследно монографија дочека својата промоција. Ова книга е од исклучителна важност за Струмичката спортска библиотека, бидејќи сведочи како паметник за сите времења, пишано сведоштво за сите изминати, сегашни и идни генерации. Монографијата представува истовремено и архива полна со податоци, табели, биографии, класмени во екипна и поединечна конкуренција, архива во која секогаш можеме да цирнеме за да се подсетиме на некои настани и личности поврзани со пинг-понгот во Струмица. Таа е пишан доказ дека струмичани го сакаат спортот, не само да го следат, гледат, тука и да го практикуваат и да го помагаат, дури кога станува збори за еден ваков, како што веќе рековме, така наречен мал спорт. Потврда за тоа се огромната бројка на играчи кои ги бранеле боите на клубот, како и бројните спонзори кои го финансирале во текот на 4 децениското постоење. На некои од играчите ќе се подсетиме и во оваа прилика, оние кои го помагале клубот ќе ги спомнеме во делот во кој ќе зборуваме за досегашните имења на клубот. Ова монографија воедно и почет кон сите оние кои вградиле дел од себе во струмичкиот пинг-понг и тоа го направиле со еден огромен ентузијазам и љубов. Најмалку нешто што може да направи клубот е спомнувањето на нивните имени и успеси во оваа монографија. По повод 40 годишниот юбилеј, пинг-понгарскиот клуб Струмица одлучи да им врачи благодарници на спонзорите и помагателите, на председателите на клубот и на представниците на мас-медиумите. Се молат оние кои се присутни да повелат да ги примат благодарниците по завршувањето на овој официјален дел од промоцијата. А токму тука некаде е крајот. По оваа промоција ве покануваме на коктелот во фоајето пред оваа сала. Пред да се одјавиме на одјавната шпица од оваа промоција, ќе ги спомнам... Ќе се едно тоа. Ќе ги спомнам сите оние правни лица кои финансиски или на други начини во изминатите години придонесоа да обстои клубот и да се издаде оваа монографија. Собрание на општина Струмица, градоначалникот Зоран Заев, Пинг-понгарска федерација на Македонија, Здравје Радово, Ивица Гласновиќ, Аптека Ирис, Струмица Владимир Баректаров, Биро Пандев Васил Пандев, Нипром Струмица Петар Николов, Јока Струмица, Елко Инк Филип Христов, Интерглобо Струмица, Струмица Табак, Автопромет Струмица Горан Панов, Сладкарица Ресана Борче Бомјански, Стопанска банка Струмица, Отпад Триводи Александар, Триглав осигурување Струмица Бранислав Најдов, Хотел Сириус, Хотел Илинден, Графо Сервис, Бюро СЕФ Ѓорги Барактаров, Жикол Струмица, Акционерско друштво Грос Струмица, Конфекција Единство Струмица, Технопласт, Библиски клуб Голгота, Центар за јавно здравје и Тихо. Уште еднаш во името на Пинг-понгарскиот клуб Струмица ви благодарам за присуството и се гледаме повторно по некој убав повод во некоја друга прилика. Значи, монографијата по повод 40 годишнината од постоењето на Пинг-понгарскиот клуб Струмица, мал спорт голем клуб, е една историска книга во која што се отпишани од 74 година, 1974 година, па до 2014 сите поважни резултати, сите председатели на клубовите, на клубот што бил до сега, сите успеси на клубот, како и неуспеси тука и таму и некои збиднувања што се десиле во овој период. Убаво е да се има таков еден јубилеј. Многу малку клубови можат да се пофалат со вакво нешто.
и локално, па и на државно ниво. Нас не беше посебно задоволство ова што го успеевме да го направиме и се надеваме дека ќе имаме можности после 40 години повторно на некој 80 годишнина да се фалиме со овој бренд пинг-понгарски клуб Струмица.